Што сработила ДКСК во првите 6 месеци од 2017 година? ДКСК во мај го поднела до собранието годишниот извештај за работата во 2016 година. Во извештајот нема доволно детали за работењето на ДКСК. Има разлика во представувањето на податоците за функционерите од различни партии. Граѓанските организации побараа од собранието да го врати извештајот во ДКСК на дополнување. ДКСК дала 2686 мислења до државните институции во врска со постапки за вработување, јавни набавки и воредни исплати на буџетски средства за време на изборен процес. Граѓаните и правните лица испратиле до ДКСК 34 пријави за можни случаи на корупција. Иако отворила 16 предмети за можни злоупотреби на јавни пари за време на изборите во декември 2016 година, ДКСК не подготвила посебен извештај за тоа и не го доставила до собранието. До управата за јавни приходи доставила 6 барања за испитување на имотната состојба на функционери. За 5 функционери утврдила дека не поднеле анкетен лист и повела прекршочни постапки. Покренала 4 иницијативи за разрешување на функционери кои ги прекршиле одредбите од Законот за спречување судир на интереси и од Законот за спречување на корупцијата. Не покренала ни една иницијатива до јавното обвинителство за кривично гонење на функционери. ДКСК не повела ни една иницијатива за прекршочна постапка за раководни лица во институциите кои не доставиле податоци потребни за ажурирање на регистарот на избрани и именувани функционери. На овој начин по основ на глоба можело да се наплата 393.800 евра. ДКСК отворила 38 предмети за испитување на судир на интереси. За двајца функционери на ниско ниво констатирала судир на интереси и објавила јавна опомена. Потпишани се меморандуми за соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, Универзитетот Гоце Делчев во Штип и управата за извршување на санкции. Само 33 од 1291 институција од јавниот сектор доставиле до ДКСК информација за лице надлежно да прима пријави од укажувачи. ДКСК не презела мерки за зголемување на бројот на институциите кои ја почитуваат оваа законска обврска. ДКСК не одржала ниту еден координативен состанок со граѓанските организации и приватниот сектор со кои има потпишано меморандум за соработка.